Ова образование кое што би одело низ школскиот систем е прилагодено за возраста, дека тоа всушност не ги мотивира и не прави да побрзо влезат младите во секс, баш напротив, во општествата, например, како Холандија, како Шведска, кои што отпочнале, да се разбереме, и тогаш во тие општества имало огромни отпори према ова воведување на сексуално образование во училиштата, меѓутоа после 20-30 години од нивното воведување, сите сватиле дека подобро е за младите, повеќе знаат како да се заштитат, го зачувува фертилитетот за да можат да имаат деца покасно, да не се борат со тоа да не можат да имаат деца понатака во животот. Стапката на несакани бременности се намалува. Тука е улогата на системот, на државата, да всушност им посочи, да на некој начин ги воведе децата да знаат нормално не може се да се работи на школски час. Во дел од фамилиите не може се да се праша дома, постои тоа еден моментум на, како да кажем, на разговор за многу сериозна тема за која што, например, ако детето треба да разговара со родителот на таа тема, родителот кој што никогаш не разговарал со своите родители на таа тема, е тешко да се постави во функција на авторитет за да го пренесе знаењето. Значи, треба да ги научиме и родителите, треба да ги научиме и децата. Значи, овој процес би требало да вклучи едукација и за родителите, и за децата. Училиштата, каде децата го поминуваат поголем дел од своето време, треба да ги опфатат сите теми кои се од интерес за младите, вклучително и темите за заштита од ризици, лична безбедност, сексуалност, како и други теми за кои е важно да не се ослонуваат на интернет. На интернет може да се стигне до информации кои не се точни и проверени, па потоа да резултира со рано стапување во сексуални односи, со малолетничка бременост, сексуална преносливи инфекции, насилно однесување и така натака. Не држи вода она што често го слушаме од повозрастните, дека ние сами се образувавме за овие работи. Не можеме да очекуваме дека одеднаш родителите ќе можат да зборуваат отворено на овие теми за кои што треба подготовка и едукација. И ние се вртиме во истиот круг на табуа, на стравови. Најчесто овие теми се проткаени со забрани, се проткаени со закани, се проткаени со етикетирање на сопствените деца, се проткаени со негација. Бидејќи многу голем број на родители сметаат дека ако го негираат прашањето на поврзување, партнерство на нивните деца, дека тоа не постои. И што се случува, бидејќи тоа е природна развојна појава, период, децата прикриваат и влегуваат така во ризични врски, во ризични однесувања, затоа што не чувствуваат поддршка од родителите. Моето искуство, например, од наставата со студентите, недвосмислено укажува на тоа дека на адолесцентите воопшто не им е сеедно дали ваквиот вид поддршка ќе го добијат преку системски организирана едукација или не. Голем дел од студентите се уверени дека вистински недостаток на формалното образование било тоа што биле оставени самите на себе си или евентуално на некој исклучителен наставник, односно психолог или педагог, во случаи кога имале искуства со, да речеме, сексуално вознемирување, врсничко насилство,
растечки врснички притисоци за правење неавтентични избори. И тоа од оние најбаналните, како начини на облекување, до неподготвено влегување во тинејџерски врски или во сексуални односи. А што се десува до овој аспект на воспитување во однос на сексуалното образование, на вклучување на самите наставници во истото, дефинитивно треба да се вклучат малку повеќе. Дел од нив веројатно тој не сакаат да го прават, ја земаат својата плата на први, вработени се преку одредена партија или преку некакви познанства и тук за нив за жал до тука завршува нивниот ангажман и не се трудат да направат нешто повеќе. Има и такви чести случаи кои што се трудат да направат нешто, меѓутоа процентот на овој тип на воспитување и моментот на не знам, воспитување во однос на сексуално образование, односи меѓу самите ученици, пубертет, не знам, проблеми кои што произлегуваат од и кај машките и кај женските, сето ова, мислам дека не е доволно или воопшто е застапен во училиштата.